Благодарам за одвоеното време. Ќе започнеме во отсуство на председателот Азовски кој пренесува поздрави и доаѓа наваму. Ова е настан кој го нарековме 9 насоки од Тим 40 како што гледате и сами. Значи ова е настан во организација на Асоциацијата на млади предприемачи Тим 40 каде имам чест да сум председател. Во овие некои сензитивни времења во кои што се наоѓаме заедно со председателот, заедно со членовите, одлучивме дека е фино време да истапиме со некои наши мислења, некои наши насоки кои што сметаме дека е добро да ги имаме во јавноста како дискусија, да покренеме некои теми, политичките лидери да ги чујат, општествените чинители да ги чујат, во надежда дека ќе најдеме некој НЗС и дека ќе можеме да застанеме заедно зад одредени цели за кои што ќе зборуваме во наредниве 20 на 30 минути. Генерално пораката прва која сакам да испратам е дека младите бизнисмени во Македонија сметаат искрено дека имаат и знаење и дека се исклучително спремни. Зборувам нормално за оние бизнисмени кои се школувани на квалитетни факултети, каде што направиле одлични контакти, кои што 10-15 години работат во земјава, плаќаат даноци, си се гледаат најважно од се тука во Македонија и тие ги имаат доста, не се малку, не се изумрен вид како што можеби популарното мислење е, но сепак би сакал да напоменам дека во тие 10 плюс години тие имаат и создадено сериозен капитал кој може лесно да го преместат надвор, доколку продолжи да се случува нешто што се случува, тоа е да се повторно разочаруваат од она што го гледаат пред се во политичката сфера. Не им треба уште многу, но сепак ова е како една порака, ајде да, како што кажа, да најдеме НЗС, да застанеме за тие исти цели и како што политичките лидери во Европската унија мора да знаат дека ние како Македонија бараме од унијата решителност, јасност, предвидливост, искреност. Исто така мислам дека и политичките лидери дома би требало да бидат свесни дека бизнисмените бараат од нив план, бараат концепт. Очекуваме од нив јасна визија за тоа што ни следува во иднина, бидејќи во спротивно, како што кажав, не ни се пишува добро. Бараме концепти за, ако ништо друго, базичните работи, сакаме да видиме концепт за иднината во однос на здравството, во однос на образованието, во однос на инфраструктурата и каде Македонија ќе биде во наредните 10 години и како планираат политичките лидери да го остварат тоа, нормално со помош и на младите бизнисмени, а богами и на повозрастните и многу успешни колеги од комората кои што заедно со нас го потпишуваат ова што го кажувам. Бидејќи ова се сепак бизнисмени кои доаѓаат од реалниот сектор кој што е многу поинаков, каде што ветувањата многу не значат кога се само така кажани на хартија, туку сепак во реалниот сектор се бара отчет, се бара акцијски план, се бара рок, се бараат етапи, се бараат казни и награди, така што тоа би сакале да го видиме, бидејќи не се сепак само бизнисмени, ова се и млади родители кои што имаат дечиња, кои што имаат своји семејства и кои што размислуваат многу доста за иднината и точно знаат што сакаат да видат од таа иднина и се прашуваат дали во политиката може да најдат партнер во остварување на тие цели. За да не биде само на празни зборови, нели сега окей е ова што го зборувам, туку еве и да покажеме дека ние сакаме да бидеме вистински партнери и да даваме идеи кои што се надевам ќе најдат на одобрување и од политичките лидери, па заедно да се сложиме и да ги оствариме дел од овие идеи во комплетна помош од Стопанската комора и младите предприемачи. Ќе зборуваме за само 9 насоки, како што ги крстивме од Тим 40, кои што, некои од нив се веднаш применливи, некои од нив треба бајаги повеќе работа, но затоа намерно сакавме да имаме од се по нешто и без да навлагаме во премногу детали, ќе започнеме од првата, а тоа е потсетување на нешто што комората го има зборувано многу пати, а тоа е правење на една иницијатива, една бела листа на компании кои редовно плаќаат данок, подбируваат давачки, кои имаат завидна бизнис и деловна дисциплина, нормално како еден вид антипод на таа црна листа, каде што ги имаме овие лошиве момци, да речеме, треба да имаме една бела листа според нас, бидејќи ако не можеме како законска регулатива да воведеме фаворизирање на
оние кои што 15, 20, 30 години редовно си плаќаат даноци, си плаќаат плати и така натаму, ако не можеме да ги фаворизираме на некаков таков начин поради заштита на конкуренција, најмалку што може да направиме е да имаме бела листа на компании, па да знаеме барем кој спаѓа и во оваа добра екипа. Накратко за тоа. Втората работа е многу интересна, ретко кога се зборува, тоа е нашиот проблем што го имаме со јазикот во однос на Google, кој што е најголемиот рекламен простор огласувач во светот. За што се работи? Не само македонскиот јазик, туку и албанскиот јазик, значи ова ги засега и Албанија и Косово исто како што не засега нас и нашинците во странство. Ние не можеме да сервираме реклами на македонски простор поради тоа што Google не го препознава јазикот, па ние како рекламери, јас доаѓам и од маркетинг, имаме и колеги од маркетинг и тука, за да го пројдеме филтерот на Google, мораме да мамиме под наводници, па да кажуваме дека тоа е некој друг јазик, најчесто српски, бугарски и така натаму, се со цел Google да ја пројде рекламата. Резултат на се ова е дека не ретко се сервираат реклами на латиница, иако тоа не е целта на рекламерите, туку само заради тоа што не смеат да се рекламираат на кирилица како македонски јазик го прават истово. И нормално не треба ни да навлегувам каква штета тоа прави на јазикот, каква штета прави на идентитетот, создава гнев и така натаму и така натаму. Ова не станува збор само за Google и YouTube, значи ова станува збор за целата партнерска мрежа на Google како најголем рекламера. Тоа се милиони и милиони сајтови, без разлика дали станува збор за, не знам, Јутренни лист, за Vogue, за Bloomberg или кои да е, значи international некакви светски сајтови. Сите тие се дел во огромна мера од Google платформата за рекламирање, така што штетата е навистина огромна која што се прави и на македонскиот и на албанскиот јазик. Потенцирам тука дека веќе албанците имаат покренато тужба како Албанија и Косово преку двајца нивни граѓани во Сан Франциско против Google, така да тие веќе се имаат фатено да ја тераат оваа работа и да си го решаваат проблемот. Едноставно би било многу штета да ние останеме повторно назад во сета оваа работа, па сега ние да бидеме единствените кои нема да си го решат. Информиран сум дека за да се реши проблемот претходно имало обиди, дали преку нашинци вработени во Google па да им се пишувало до нив, дали преку обиди да се стигне до америчка амбасада, дали преку обиди да се најде некој во владата како партнер, но овие обиди немаат баш донесено некој резултат. Што правеле други држави по ова прашање? Словенија со закон има побарано од Apple да го воведе словенечкиот јазик во iPhone, инаку нема да се продава iPhone во Словенија, поприлично радикално има тргнато. Италија пред известно време минатава година негде во март го забрани ChatGPT, освен ако не ги смени политиките за приватност како регулатива, па OpenAI, нели компанијата собственик ги промени, па потоа некаде на крај на април го вратија во Италија ChatGPT, така да ова не е нешто што е ново, земјите си го имаат решавано проблемот. Овде само чисто ќе кажам еден мал пример како може да се реши, ако одиме по некоја пак во моја фела, некој си маркетинг или PR решенија, да се побара партнерство од државните институции, па како влада и ние да речеме, да кажеме дека како држава ќе ги забраниме сервисите на Google, доколку едноставно не ни дозвола да си пишуваме на Macedonian language, како што тоа се прави секаде во светот, што би довело до некој си PR циклус по светски медиуми, па се надевам за да стигне нели до ушите на оние што треба во оваа огромна компанија, бидејќи парадоксално е тоа што рекламите на Google, кои што од Google се обраќаат кон нас, да речеме како агенции, се на македонски и се супер средени, но ние не можеме да пуштиме реклама на македонски, што е прав парадокс, така што тоа ми кажува дека не е проблемот во, не знам, несакање да се реши или нешто против македонците и така натаму, просто е премногу мал пазар, па не стигнува баш до луѓето кои што треба да стигне за да истиот тој проблем се реши. Тоа е околу овој дел, во детали можеме да зборуваме понатаму. Една друга идеја е да се трансформираат неискористените државни простори во деловни центри за стартап фирми или за мали бизниси. На кој начин истите ќе може оние бизниси, мали фирми да речеме да се пријавуваат, па да добијат таков простор за поволни цени и кога ќе надминат одреден праг на промет или пак кога ќе истече одреден временски рок, да се заменат
со некои други да дојдат на нивното место и да ротираат. Исто имам информација дека слични идеи имало од одредени здруженија, организации, невладини и во минатото, но без некои конкретни резултати со државните институции. Повторно, тука пуштам порака дека Стопанската комора со својот габарит е организација која е и повеќе од способна да го истера сето ова. Само сакаме да имаме партнери кај државата и да рече да, ајде да го направиме тој план. Не навлегуваме повторно, ќе речем, во детали, бидејќи останатото би се имплементирало на соодветни начини. Следна работа, сметаме ние, кој што ете, многу го користиме и ChatGPT и останатите алатки за од AI сферата, дека ова е нешто што не забрзано, туку во рок од една година најверојатно тотално ќе ги промени работите во однос на продуктивноста, не дека не знам, светот нема да си го препознаеме за една година од сега, туку повеќе дека ќе биде како ветар во грб на оние што ја користат правилно. И тука не ставам збор за, не знам, технологија или IT фирми, од каде што имам драго ми представници тука, туку за сите можни дејности. Бидејќи користењето на вештачката интелигенција уште денеска, а уште повеќе и во иднина кога ќе стануваат уште по-лесни за користење, ќе придонесат во и tekako да има пол позиција со некој спортски Формула 1 речник, оној што знае да ги користи правилно во однос на оние кои што воопшто не го користат. Затоа предлагаме да се направи еден систем за обучување на малите предпријатија или мали и средни предпријатија за правилно користење на вештачка интелигенција, без разлика од која дејност доаѓа, зашто едноставно не само помеѓу нас како конкуренти, туку и ние како македонски фирми ќе бидеме и tekako во една подредена позиција во однос на останатите од интернационалниот пазар, бидејќи нема да ги користиме овие алатки кои што се бесплатни, достапни и отворени за секого. Затоа може да се направи, да речеме, предлагаме дали тоа да биде ваучер систем или нешто слично, каде што државата ќе даде асистенција, Стопанската комора исто така, и ќе можеме да им помогнеме на малите и средни предпријатија во оваа цел. Друга една работа и многу е оваа интересна, драго ми исто што имаме и од филмска индустрија гости, креирање на продукцијски фонд. Зашто станува збор? Ако тргнеме од премисата кој го контролира медиумот, го контролира умот, ние треба да се запрашаме под чие влијание сме ние, како Македонија во моментов. Значи, кој ги контролира нашите медиуми и каков тип на содржина се јавува кај нас. Ние во изминативе, ја дори сум имал чести да снимам и за МТВ, сум бил дете актер и така натаму, и знам колку се снимало домашна продукција. Не само серии, не зборам само за тоа, туку и документарни филмови, зборувам и за домашни емисии, франшизни програми од светски формати и така натаму. Од тоа многу малку што е останато, а за сметка на загубеното ние имаме увоз што од генерално регионов и Србија, што од Турција и така натаму, но немаме ништо домашно, односно имаме многу малку. Ако продолжиме вака, знаеме тоа на кај оди и на кај тера, веќе си го гледаме влијанието во последните 15 да речем години и кои резултати се постигнати од сето тоа. Мораме ние нешто да направиме против таа тежа и доколку комерцијалните оператори немаат услови за тоа да го направат сами, би требало некако да се помогне. Ние предлагаме овде креирање на таков еден вид продукцијски фонд, чисто илустративно, без да налагаме пак, значи само како некоја илустрација, земено колку чинат овој тип на програми. Зборам за оние модерни регионални серии кои што ние ги гледаме цело време, ги има веќе и на Netflix и на HBO и така натаму. Ако гледаме некоја си просечна нивна вредност за продукција, би требало за 0,1% од буџетот како што е сега, да имаме повеќе од 10 такви документарни серии и играни серии со по 10 епизоди. Замислете тоа во годишен, некој си 365 дена во таков еден годишен план, што значи да ние како Македонија продуцираме исто такви квалитетни 10 серии документарни емисии со по 10 епизоди кои што ќе зборуваат за наши спортски успеси, за политички интриги, за што све не, сето тоа што го прават, нели, и соседите. Дали имаме луѓе да го направиме тоа? Апсолутно да. Зашто не знаме, тоа ќе потврди Роби, еден од нашите најпознати продуценти,
во Србија и во регионот каде што се снима огромен дел од стафот кој што работи е македонски, зашто сме исклучително квалитетни и со директори на фотографија, и со тонци, и со светлаџи и така натаму, така да имаме се што треба, треба само да има волја, како што тоа и се прави низ регионот, да не се лажеме, нели, да и државата учествува во тоа и да го земе ова за важно за некој си краток до долг рок, бидејќи ќе повторам уште еднаш, ако продолжи работата вака како што тера, гледаме на кај не води. Инаку, како идеја од нас, понатаму, од како ќе се isproducираат ваков тип на програми, истите би се дале на аукција кај комерцијалните телевизии за емитување, па средствата кои што ќе се соберат од нив ќе се реинвестираат во истиот продукцијски фонд за наредна година, а оние програми кои што ќе се одлучи дека се од исклучително значење може да се дадат бесплатно на јавниот сервис. Така што имам модуси како да се направи тоа, одамна се прави низ регионот, можеме да ги земеме најдобрите примери и да ги имплементираме и кај нас. Може понатаму и да збориме за ова во повеќе детали. Сега две работи кои што може веднаш да се имплементираат и за кои што не треба мега работа, како да речеме во оваа претходна идеја, а тоа е првата од нив да ја зголемиме потрошувачката со бонуси без данок. И тоа како? Не дека не знам колку ќе земаме од државата веднаш, да не се разбереме така, туку предлагаме оставање можност за исплата на бонус двојна 13-та плата. Што значи тоа? 14-та плата, која би се даночела со нула стапка. За сите компании што ќе поделат 13-та плата, истите да им се даде можност да одат и на 14-та до износот на 13-та плата без дополнителен дан. И сметаме дека со ова ќе се стимулира и раст на плати, ќе се зголеми потрошувачката, едно инстант решение кое може да даде мали, но важни резултати. Следна таква работа која може брзо да се имплементира е идејата за секое ново вработување, ако се задржи лицето на работа уште најмалку една година од тој момент, работодавецот да е ослободен од придонеси 3 месеци. Значи да ги охрабриме работодавците да вработуваат млади без искуство со ваков еден стимул од државата. Уште еднаш ќе повторам, го вработува новиот вработен, кој што му е прво вработување, останува најмалку една година, работодавецот е ослободен 3 месеци од придонесите. Понатаму, како млади бизнисмени, цело време како приметба доаѓа моментот со сите тие папирологии, и за ова е зборувано многу. Редно е, нели, сите тие естонски модели, скандинавски и така натаму да се воведат, но исто мора да се напомене колку и да е тоа добро, колку и да е итна и неодложна таа дигитализација на сите папирологии во форми на фактури, договори, дописи, известување и слично преку некаков проект. Мора да се каже дека ние, за жал, во моментов мораме да си ја завршиме домашната работа во некои чекори што малку однапред треба да се случат, а тоа е да обезбедиме безбедност на податоците и на дигиталната инфраструктура кај нас. Ни се случуваат навистина смешни работи од типот, не знаеме што се случи со Фондот за здравствено, до ден денес веќе години и пол, речиси 2 години, сајтот на влада се користи за спамдексинг, SEO, спам, знаат луѓето кои што се бават со тоа за што се работи, и буквално ако било кој отиде на Google и изгугла сайт vlada.mh празно место шу, ќе му излезе дека на влада се продаваат Джорданки, Адидаски, New Balance и така натаму. Тоа не е ништо ново во светот, не е нешто, да речам, страшно, бидејќи има начини како сајтот да си се брани од тоа, да не му се користат неговите индексирања за некој си таму да биде поврвно рангиран на листата на Google. Не навлагаме од технички детали. Поентата е дека треба да си завршиме домашната работа во однос на cyber security, во однос на обезбедување на безбедност на податоци и инфраструктура, и потоа да земеме да збориме за ваков тип на работи. Значи, да, итна и неодложна е дигитализација на папирологијата, но ајде прво да се среди security-то на податоците, па потоа да работиме на нешто друго.
Последна, да речем, како една идеја која сметаме дека треба да се прави тука, а која ја има на многу места низ светот, ќе спомнам еден пример, тоа се правење на развојни зони. Ние ете тука ги крстивме зони на идни можности. Зашто се работи? Знаеме дека како и во многу држави, и во регионот, и во светот, така и ние сме под влијание на едноставно пренаселување на главниот град како главен центар, занемарување на останатите региони и слично. Во однос на тоа би било добро, би било паметно да се искористи концептот што го има во други земји, правење на такви развојни зони, односно зони на идни можности, како што реков дека ги крстивме тука работно. Што е работата? Би се декларирале такви зони кои што се од интерес за развивање во нашата држава. Тоа се зони што по низок квалитет на живот од некои си објективни причини. Таму би се детектирало кои тип на инвестиции се потребни, дали тоа би биле викенд населби, дали би биле хотели, дали би биле ресторани, дали би биле спа центри, дали би било нешто друго од типот на фабрика, од типот на трговски центар, значи безгранични се можностите. Откако тоа се детектира, би се регистрирале посебни компании кои би имале бенефици, типот на неплаќање даноци, неплаќање или намалување на придонесите ако работат луѓе од тој регион, давање на државно земјиште по ниска цена или за 0 денари и така натаму, се со цел да се изинвестира во тој регион и да се направи, односно да пробаме да ги трансформираме овие неразвиени региони во зони на идни можности. САД во 2018 од 1 јануари донесе голема даночна реформа во меѓу која се направи истата оваа идеја и која што до ден денес има преку 8500, значи некои се речиси 9000 такви зони во сите држави на САД. Од април 2018 до денеска преку 9000 такви зони. Сметаме дека мора да се даде внимание на овие работи, бидејќи како што кажав, ова не е македонски проблем, повеќе е светски проблем, но мораме ние сами да земеме да си ги решаваме нашите проблеми, се со цел да ги намалуваме во иднина, да можеме да се фокусираме на некои други горливи прашања. Ова се тие 9 некои поидолни идеи кои само сакаме да ги пуштиме, да ги дискутираме, да најдеме истомисленици, не само кај политичките лидери, иако примарно е кон нив намената, туку и кај општата јавност и кај секој кој што сака да се приклучи во имплементација и исполнување на било која од овие цели. Овде јас ќе ви се заблагодарам за вниманието, слободно може да издискутираме нешто, ми јавува дека дојде и председател. Така. Денеска не знам што сте кажале, го видов јас сценариото и не ми се допадна и затоа не дојдов. Затоа што мислам дека тоа што денеска го промовираме треба да биде секојдневие. И јас се трудам секојдневно тоа да го правам од 90 некоја ми заврши функцијата во младината и во студентите. И тие се секогаш револуционерна сила која што си промените и секогаш во раководството и во структурата на Стопанската комора имаше такви луѓе кои што се градеа и се изградува. Пример е апаратот наш, кој што јас кога дојдов бев најмлад, денеска сум најстар тамо. За 19 години практично се смена целокупна структура, се смена 4-5 раководства кои што доаѓаа од фирмите и све тоа беа и помлади генерации. Мислам дека тоа не беше ништо случајно, тоа е, ви гарантирам, правено со еден силен мотивациони фактор, дека тоа е единствената движечка сила која што постои и дека секогаш треба да има место за тоа, да речам, напоредно действување кое постои меѓу мудроста и младост. И секогаш сум бил од сите луѓе со кои што разговарам посебно почестен, со доброто мислење, дека секогаш сум давал добри примери и сега ќе ви дадам некој пример за тоа, за да се свати појасно. Али јас за секој случај во книгата 100 години комора напишав таму како се одвива тој процес и како старите кадрови ги предаваат на младите.
Морам да ви кажам дека сум работел во други општествени организации и во друго милје во државата. Овде смената на генерациите се прави на таков начин што можам да кажам дека е единствената светла точка во нашата држава. Значи, они сами се знаат дека кога е моментот да дојде подобриот, затоа што бизнисот е менлива категорија и бизнисот секогаш носи и нови изненадувања. Например, кога ќе дојде клучните промени во асоциациите нашите и здруженијата. Немаше потреба јас да ги викам, тие ќе дојдеа сами и ќе кажаа дека во тој момент тој човек и таа фирма е подобро котирана и треба да застане на чело на таа организација. Значи не е Стопанската комора останала 100 години затоа што собира олигарси, него затоа што таа практично во својата суштина прави репродукција на кадровите и на фирмите кои што можат да се справат со проблемите. И секогаш е, дева да не речем, елитистичка водечка во својата дејност во тие здруженија и асоциации што се најбитни. Така да доаѓањето на оваа екипа млада минатата година по еден природен пат само е, да речем, една потврда дека на комората така препознаена и се придружуваат нови и нови снаги, не како поединци, не како фирми, него како институции кои што имаат своја цел поставена и мислат дека со подршка на комората тоа и ќе го остварат. Јас можам да ви кажам денеска дека со полно право, без да некој помисли дека ето нешто се фалиме самите, дека во целото општествено милје во една држава, во која што освен функционирањето на власт и опозицијата, се друго треба да биде коректив на таа власт и да дава подршка на опозицијата за правилните и исправните потези што треба да се влечат. Освен од Стопанската комора немаме изјава од ниедна невладини организации. Редок пример, исклучок имало и така натаму, меѓутоа не стана тоа. Некако како луѓето да не сакаат, некако како го појачат тој притисок, приближуваме кон него. Се практично до таа работа. Така доаѓањето и средни предпријатија. Ова што групата под 40 додаша една свежина и обврска за нас да ние практично мораме тој пат да го продолжиме поинтензивно, затоа што интензивно се и одвиваат работите на тој план на технолошкиот развој. Некој од кога сум дојден во комората сведе што се зборува дека тоа е конзервативна институција и така натаму. Јас ќе кажам 2-3 факта. 2017 година во клиниката Жан Митрев организиравме прва конференција за напредни технологии. Гостите ги најавуваше робот. Беа присутни најдобрите млади научници и иноватори од Европа. Споделува искуства со нас. Наредната година добивме награда на Европската комора за најиновативни во создавање документи. Организации кои што се експерти со реноме. Сето тоа зборува, ако видите тука како е премена кадрови и така натаму. Сопствено друга слика. Така да ги покажуваме тезите на кои што практично и изградивме ова реноме и мислам дека во оваа генерација на млади бизнисмени кои што доаѓаат добиваме сериозни наследници кои што ќе го подигнат нивото на коморскиот живот и нивото на економијата во Македонија на многу поинак цели технолошки компатибилни и приближливи до Европа. Пред многу години, кога ќе требаше нешто да се каже,
ќе се изнаредат сите структури, на крај ќе рече, ајде ви од младина нешто кажете. Таа сте кажале, тоа не сте кажале, ништо. Тоа не. Денеска мислам дека, ако ја споредам 2005 година, на оваа нова комора, ќе видиме дека економијата навлезе во сите пори на јавниот живот, немаме медиум кој што не ја следи, немаме трибина каде што не ја застапет економијата, нема политичка партија што не ја тангира на прво место, сето тоа инаку изгледаше. Иако ние тука балканците знаеме инаку да кажеме, мислам дека она што е многу јасно во тој правец е дека се освоила просторот, а со тоа се врши притисок на политичките структури и политичките елити да ја бавуваат подговорно дејноста што се однесува до овие економски проблеми кои што практично се темел на нашето живење. Ова сакав да го направиме на ваков начин затоа што мислам дека гледајќи ги тие ставови што ги изнеле младите, мислам дека треба да се вградат во нашата програма за разговори и платформа со политичките партии сега пред изборите, затоа што во нив препознав нешто што ние го немаме, а тоа е едноставни и практични проблеми што ќе му возможат на малите и средните компании да практично се свртат и го направат решителниот чекор. Овде видов проблеми кои што задираат и би најдобро споредил ако ви кажал во самата суштина дека не може еден градоначалник кој што нема такви надлежности да зборува само за политика. Од градоначалникот се очекува да направи пат, да доведе инфраструктура, да го развие локалниот економски развој и така натаму. Никој не бара од градоначалник да зборува за политички работи. Значи, исто и овде. Ние зборуваме за економијата, нас економијата ни е во преден план, треба сите да се сконцентрираме на нејзе, секој во својот дел. Да, нема да ја напуштиме ни макроекономијата, нема да ја напуштиме ни кореспонденцијата со овие, да речам, структури на државата и администрацијата, од кои нормално зависиме преку регулативата, меѓутоа нема да ги напуштиме ни овие базични принципи, како една фирма од поединец во мала би прераснала и од мала би прераснала во средна и би имала обележје на брзо растечка компанија во наредниот период. Јас можам да кажам дека Стопанската комора е институција која што логистички може овој процес да го подржи и ќе го подржи и тоа е став на нејзиното раководство и тоа ќе се направи во текот на оваа година сериозни кадровски промени кои што практично ќе изфрлат една нова цела генерација, а тоа треба да очекуваме да изфрлат и една нова да речем економска стварност која што конечно ќе не тргне од овие почетни проблеми, детски болести и тоа на таков начин да речем ќе остави обележје во наредниот период. Сега дали го погодивме Жаре, не го погодивме, но го мешаат со Жаре Берберот, па ваму таму, разбираш, со други истакнати јавни личности и така натаму. И други жаревци, али е Жар. Жаре за да е досаден, за да дојде до ова денеска што го направивме, али јас му препорачам да биде уште подосаден, затоа што на Балканот само тоа се признава. Досадност, досадност и досадност. Постојано повторување. Ви благодарам што дојдовте сите и мислам дека од денеска ќе бидете и наши поддржувачи.